Добре дојавте на третата епизода од подкастот за политичка едукација, пред се на млади, но и за оние кои што не се толку млади. Денеска ќе зборуваме за нешто што не се збори кај нас. Подкастот се вика политика на час, но дали има место за политичка едукација во училиштата. Велам дека не се зборува, бидејќи во нашиот образовен систем од податоците со кои што располагаме, многу малку е застапена политичката едукација и денеска имаме двајца супер гости кои што ќе зборуваат на оваа тема. Едниот е Ана Попризова, која што е психолог во Средното училиште Орце Николов од Скопје, а другиот е Боријан Ѓузелов, кој што е политиколог и истражувач на оваа тема конкретно, така што ќе имаме супер разговор од кој што ќе можеме и да видиме и податоци, но и какви се состојбите во самото образование. Ќе почнам прво со Ана. Ана, ти вака си доста и општествено активна и ги следи случувањата кај нас. Моето прашање до тебе, но и до Боријан после тоа е, ако не ги учиме младите што е политика за време на час, дали ги оставаме да учат од TikTok, Instagram, партиски митинзи и теории на заговор? Да, апсолутно. Најпрвен добар ден, благодарам за поканата, поздрав и до вашите гледачи и слушатели. Апсолутно сметам дека од клучна важност оваа тема да се отвара и повеќе да биде застапена во нашиот образовен систем, заради тоа што она што сегашното искуство кажува дека во многу малку предмети, на многу малку часови, наставниците се задолжени најпрвен да обработуваат теми поврзани со политика, а второ и самите некако на еден начин како да се инхибираат во навлегување подетално во разработка на политички теми и прашања. И тогаш го имаме она што учениците само низ нивното животно искуство го доживуваат, почнувајќи од домашната средина, каде што политиката повеќе се третира во најголема мера како политиканство, а не како политика. Понатаму социјалните медиуми и медиумите воопшто, каде што јазикот на политиката, каде што пропагандата политичка е навистина сведена барем на нашиве простори, па и пошироко на една, да кажеме, битка, каде што многу малку се зборува за она што е навистина политика и каде што младите можат многу малку да се препознаат. Трето, она што се младите оставени на социјалните мрежи, каде што никој возрастен најчесто нема достап, остава простор да младите бидат подложни на различни влијанија, без самите да имаат доволно вештини да може да препознаат што е квалитетно, што е соодветно за нив и што е она што од каде што можат и да научат нешто или понатаму во животот да бидат активни граѓани кои што и политички ќе даваат придонес. Значи во најголем дел младите се оставени сами на себе, ако имаат среќа од родителите нешто да научат, инаку се другото сами го бараат патот како да се едуцираат политички. Океј. Боријан, што мислиш ти? Па најпрвин, бидејќи ќе зборуваме на оваа тема, а веќе го начнавме тоа, да истакнеме дека кога зборуваме за политичко образование, кога зборуваме за политика, зборуваме за нешто многу пошироко од партиска политика, односно партии. Во нашиот секојдневен говор веќе е од домакинето тоа дека ако се зборува за политика, луѓето мислат дека зборуваат за партии и за целата битка партиска која се провлекува низ секоја пора на општеството, но политиката е многу повеќе од тоа. Сега немам некоја директна дефиниција да споделам, но политиката е практично она како односите на моќ помеѓу одредени групи, поединци и институциите на државата се влијаат врз нашиот секојдневен живот. Значи тоа е практично се е политика. Дури, например, она што ќе јадеме денес за ручек, дали ќе јадеме месо или ќе јадеме зеленчук, во некои по високи форми на политичка дискусија и тоа е политика. И затоа
еве, ако зборуваме за тоа како младите денес се изложени на некакво политичко образование, јас би рекол, и како автор на една студија за која понатаму ќе зборуваме малку повеќе, многу малку има квалитетна содржина во образовниот процес, која ќе им го даде на младите тоа што е политика, зошто е важна политиката, зошто се важни општествените прашања и како тие да се справат со сите дразби кои доаѓаат до нив, што преку пријатели, што преку социјални медиуми, како да изградат еден критички став кон работите, како да формираат свое мислење базирано на докази, базирано на повеќе информации и особено она што мислам дека е и една применета вредност на политичкото образование, да имаат едно повисоко ниво на медиумска писменост. Вака сега, рече дека многу малку е застапено. На кого најмногу му одговара тоа што е малку застапено и што губи општеството од тоа? Да, ајде да тргнеме од тоа што губи општеството. Значи, партиите во основа сакаат целата политичка сфера да биде доминирана од нив. И тоа, за жал, не само кај нас, туку во многу млади демократи, посткомунистички демократи е случај. И тоа се вика дури партитократија, иако тоа е термин измислен пред многу години и за Италија, но сега важи и за нас, каде што сакаат оваа широка дефиниција за политиката, што само што ја спомнав претходно, да ја сведат на тоа дека за се ова, за сите општествени односи, кои вклучуваат односи на моќ, кои вклучуваат односи меѓу поединецот и општеството, меѓу поединецот и институциите, меѓу институциите и општеството, се тоа што е многу комплексно и многу широко, сакаат да го сведат и да го пикнат во партиските кругови. Во тоа дека ако сакате да се занимавате за некаква добробит во вашата средина, тоа мора да го правите во рамки на партии. Каналот е партијата. Не постои друг канал. И сега, например, ние забележуваме, еве, например, сега тоа е релевантно, со независните листи кои остварија успех на минатите локални избори, се надеваме дека и сега ќе остварат. На партиите тоа им е како трн во око. Нешто што им влегува во тоа што е нивниот нужен монопол. И сега да се навратам на тоа дали некој добива од тоа да не се учи вака широко и благородно политиката во школите, повторно добиваат партиите, иако не мислам дека сега па постои некој голем план позади тоа. Едноставно не се учи затоа што и многу други работи не се учат, едноставно образованието е оставено во еден лер, во една негативна тенденција да се остави се на индивидуалната, да кажеме, одговорност и драйв на професорите, кој не е секогаш голем, и затоа мислам дека не се учи. Не е дека некој сега намерно не сака да се учи. И тука гледам, еве малку и на позитивна нота да заокружам, јас многу се занимавам и со други теми каде што гледам намерно оставање на работите да не функционираат. Например, антикорупцијски политики во државата, транспарентност и така натаму. Таму е јасно дека, например, градоначалници, носители на јавни функции имаат интерес да не бидат работите транспарентни, за да може да имаат маневар за да владеат онака како што сакаат. Мислам дека за среќа, можеби тоа е затоа што малку сакам и да бидам по-оптимист, можеби и не е така, но за среќа мислам дека во образованието работите што не се доволно добри, а такви има многу, се заради незаинтересираност, не заради некоја намерна нефункционалност. И тука гледам простор за промени, за напредок, кој се надевам дека ќе дојде порано или подоцна. Океј, фала ти. Ана, ме интересира вака, гледаме дека политичкото образование не е застапено во училиштата. Ме интересира кој е пушот и пулот од двете страни. Кој е пушот од учениците, кога зборуваме можеби за Орци или па за некој друго училиште, колку тие бараат, а кој од друга страна пулот, колку
наставниците и раководството влечат за да се застапуваат тие теми и да се зборуваат за време на час? Па, пушот би бил, сега пак не можам да кажам дека има никаква организиран систем или тема што се бави со ова. А како најмногу можеме нели да го поврземе политичката писменост, свесност е повеќе кога учениците имаат свои определени барања за одредени свои проблеми во училиштето, идеи за унапредување на работата, нешто што ќе биде повеќе во склад со нивните потреби и се обидуваат тоа да го артикулираат, да го наметнат во училиштето, а од другата страна ги имаме наставниците и менаџментот кои што се вообичаено нели покрути, поинертни и кои што многу ретко би рекла препознаваат колку е значајно да учениците се подржат во некоја иницијатива, во некоја активност што за нив би била унапредување на општо училишниот живот. И тука ако го сведеме, она би се надоврзала на Боријан нели во делот на дека и тоа е политика и тоа е некакво политичко делување, однесување, постои голем јас и дискрепанца. Затоа што наставниците најчесто влегуваат во отпор, без многу често некакво свесност која е функцијата на тој отпор, туку заради тоа што многу често нели се застанува за тоа дека се они мали, дека они не можат да донесат одлуки, дека они не можат да направат добра проценка и така натаму, што да кажеме значи во старт не поставување на поле и простор да учениците вежбаат, ако ништо друго, развиваат вештини кои што утре би им помогнале и во активно нели живење, граѓанско па и политичко делување. Така. Изголемување на нивната свесност пред се за општеството и сметам дека преку тој тип на активности, ученичко учество, вклученост, учениците имаат прилика најпрви да ги артикулираат своите потреби, да тоа го образложат, да го разработат, да го бараат на некој начин, нели? И преку остварување на тие први чекори на таа возраст во адолесценцијата, тоа е најдоброто учење дека јас навистина можам да не бидам пасивен посматрач и жител во ова општество, граѓанин, туку дека навистина можам нешто придонесам за подобар живот. Зошто наставниците кажа и раководството се инертни, можеби неспремни, односно ги перцепираат децата дека не се тие спремни? Зошто? Од каде доаѓа тоа? Не биле обучени, програмата не им налага или што? Или се плашат? Тоа е, би рекла, покомплексно прашање, затоа што најпрви самите наставници многу малку имаат искуство од условно кажано, нели сега ако темава нели политика, политичко живење и активност. Третманот на наставниците е секогаш, значи гласот на наставниците најмалку е слушнат. Сите реформи што се случуваат не ги вклучуваат наставниците, туку се нели некои комисии, некој организира, некој воведува нешто. Че наставниците самите немаат искуство на вклученост и како потоа можат да препознаат потреба за вклученост кај учениците. Така да додека не се случат, еве ја сакам оптимистички да звучам, додека не се случат промени и развој на општеството, па и на вклучување поголемо на наставниот кадар во донесување одлуки, во правење избори, во креирање на, еве да кажеме, таа образовна политика, не можеме да очекуваме дека наставниците ќе препознаат и ќе поддржуваат нели овој начин на делување и активизам на некој начин. Значи, во најголем дел останува на самиот наставник кој што можеби е посвесен да преземе на своја иницијатива,
да се обучи, да истражи и да најде начин како да вметне некоја тема во контекстот на својот час, така некако му доаѓа. Да, во најголем дел тоа е сведено на вештините, мотивот, потребата на наставниот кадар. Океј. Борјан, ти беше автор на едно интересно истражување, го имаш пред тебе. Учиме ли демократија? Односно, истражувањето беше колку всушност е застапена политичката едукација во средните училишта, во програмите, колку се учи. Можеш ли да ни споделиш на кратко кои беа клучните наводи? Што се случува? Да, па вака има неколку лоши вести и една добра вест. Лошите вести беа дека многу застарени се програмите. Значи, најголем дел од предметите и учебниците кои ги анализиравме беа учебници од гимназиско образование. И таму утврдивме дека прво сите учебници се издадени 1 или 2 години од како била направена тогашната програма за гимназиско образование, која е од 2000... Да, 1-2 години отпосле, но го кажувам ова затоа што таа е донесена 2001 или 2002 година. Значи, веќе, ако не се лажам, да, таа е постара од учениците што учат од неа. И тоа доста постара. И таму, во тие учебници, утврдивме доста спорни содржини. Значи, работи кои се застарени, начинот на кој се предаваат тие работи. За мене беше многу добро искуство, затоа што јас сум учел во таа програма, ми била дел тие материјали во тоа време интересни, ме натерале да одам понатаму по таа патека на општествените науки, но да се вратам назад на тоа како сега се учи се уште за нешто што јас после сум го свртал целиот круг со магистерски, со докторат и така натаму, сватив дека многу работи се многу застарени. Што се учи? Што е тоа што е застарено? Може ли пример да дадеш? Примери има многу. Не можам сега да издвојам еден или два, можеме да одиме по-детално. Она што би го спомнале, например, ние имавме, ги гледавме демократијата, ја сведовме, за да имаме малце по-детална анализа, на 3 димензии. Институционална димензија, репрезентативна димензија и димензија на човековите права. И ги гледавме значи, содржината во учебниците, низ тие 3 димензии, колку има застапеност на такви содржини. И речиси, немаше учебник кај што се тоа е застапено, но за жал имаше доста неквалитет во смисла на наоди кои тогаш биле застарени. Ме разбирате, значи и во 2000-тите години тие работи не биле не биле согласно современата наука во тоа време. И она што загрижува е што, но тоа веќе не беше ни нешто ново, затоа што и во други истражувања беше утврдено, постоја и доста ксенофобични, па и стереотипни ставови кои се ставови, например, на самите автори, наметнати како научни факти. И тоа е нешто што заради што е во комплетна спротивност со тоа како треба да изгледа едно општествено образование, едно политичко образование во училиштата. Значи, училиштата треба идеално да ги научат младите да размислуваат и да дискутираат и да прават разлика помеѓу сопствено мислење и факти, односно докази. Затоа што многу често нас не се случува и во поодминати после образовни процеси, например на факултет, па дури на постдипломски, да има академска дискусија каде што дискутираат луѓето, но не аргументираат врз база на факти, туку или селективно користат факти, туку аргументираат јас така мислам. Океј, добро што ти така мислиш, но зошто така мислиш? Како го формираш тоа мислење?
Тоа е тоа што треба во општествените науки, во средното образование, особено во гимназиите, да биде клучниот елемент, а не кој што кажал пред не знам колку години и така натаму. Значи, тука се тие вештини на општествените науки, кои градат една општествена писменост. За жал, тоа е проблем, јас го согледувам тоа и како проблем во високото образование. И сега ние не можеме да очекуваме од професорите што предаваат во средното образование, што поминале низ образовниот процес наш во високото образование, не можеме да очекуваме да бидат подобри, некои од нив веројатно и се подобри, затоа што нивото на универзитетските професори за жал е многу ниско, но не можеме да очекуваме дека тие ќе го надминат нивото на универзитетските професори. А универзитетските професори исто така се анахрони, не работат на себе, не ја следат светската наука, не објавуваат, тоа што го објавуваат многу често е плагиат или објавено во предаторски списанија и така натаму. И не само тоа, него во некои од учебниците најдовме буквално и каде што еден автор има направено плагиат на свој учебник за високо образование, буквално без никаква референца, сето тоа беше преземено и не прилагодено и ставено во учебник за средно образование, каде што буквално тоа мене ми е тешко да го читам колку е суопарно и тешко за читање, а камоли на некој средношколец од трета година средно. А добрата вест која е, Боријан? Ја ќе речев која е добрата. Добрата вест, да. Добрата вест е тоа што забележавме дека програмата за граѓанско образование во стручните училишта во прва година во прва година средно образование е навистина многу квалитетна. Таа нема учебник, но има прирачник за наставниците, кој е работен низ еден широк, инклузивен процес во соработка со надворешни експерти и така натаму. Чинам дека и вие сте биле дел од тој процес. И тоа е, веруете, една од најдобрите работи што сум ја видел како публикација во државава, во смисла, навистина, дури јас учев од неа за некои работи кои би требало да ги знам како некој што се занимава со општествени прашања. Во тие материјали беа застапени сите работи што ние иницијално сакавме да ги видиме како некакви демократски вредности во образованието и навистина е еден квалитетен ресурс кој треба да биде дел и од гимназиското образование. И главната моја препорака е дека ако сакаме универзално граѓанско образование кое треба да биде достапно за сите, значи не треба гимназијалците под претпоставка дека тие учат други општествени предмети да не учат граѓанско, затоа што најквалитетно е синтетизирано она што е граѓанска должност, што е граѓанска одговорност, што е солидарност, што е владење на право и такви работи. Тоа е најдобро синтетизирано во тој ресурс и тој ресурс треба да го искористиме. Од тоа треба да се направи еден пандан, еден учебник и тоа е главната и препорака. Значи, од една страна, иронично е дека имаме екстремно неквалитетни стари учебници, а тоа што е квалитетно и ново е достапно само за стручните школи, а не за гимназијалците. И тоа е некој прозорец на можност што се надевам кога ќе има нова програма, нова стратегија за средно образование, дека нова концепција, така се вели, нели? Дека новата концепција за средно образование ќе ги земе дел од овие препораки во оптек. Супер. И уште една добра вест, само да се надоврзам на ова Боријан што кажува, е дека во основно образование, граѓанското образование е застапено како предмет. Така да сега би требало по некоја логика, нели како продолжување е средното, со новата концепција да се донесе нешто што ќе значи продолжување. Затоа што во основно изучуваат учениците последниве години граѓанско образование, да. И ако дозволиш уште многу кратко,
паралелно на овие процеси треба навистина да се работи со наставниот кадар, да имаат и тие некакво неформално образование кој ќе ги покрие и нивните дупки од претходното универзитетско образование и да се одржува барем некаква контрола, можеби е лош збор во образовен контекст да се каже, но да се има одредено следење на тоа како се предаваат содржините, затоа што имаме индикации дека и покрај добрите образовни ресурси, не секогаш тие во ист тон и на ист начин се пренесуваат кај учениците. Океј, сакам да се навратам на примерот на Германија, како тие го имаат решено својот предизвик со политичкото образование. Во 1976 Државниот центар за граѓанско образование на Германија се состанува и го прави еден компромис, се вика Бойтелбах компромис, и они викаат дека децата нивни не учат на начин на кој што треба да учат и темите кои што ги учеле и нивото до кое што биле, а ја знаеме позадината на Германија од 50-тите претходно, и они викаат дека се што е контроверзно во општествената сфера и политиката мора на таков начин да се зборува и во образованието, ако сакаме да бидат на исто ниво. И од таа година политичкото образование е задолжително во Германија на федерално ниво. Сега, моето прашање до вас, кои се темите кои што кај нас се контроверзни во општествената и политичката сфера, а треба да бидат дел од политичката едукација на младите? Ја би почнала со, не знам, толеранција, корупција, транспарентност, нели оно што значи, како го викаат сега, секој да нели биде вреднуван според постигнувањата. Тие теми се за адолесцентите многу значајни, затоа што почнувајќи од нели нетранспарентно оценување или не соодветен однос на наставникот према некои ученици се однесува на еден начин на друг, тоа се едни од клучните проблеми, да кажам, со кои што нашите млади се срекаваат во училиште. А тоа се што е во образовниот систем, од оценување, испрашување, комуникација, однос, се теми кои што влегуваат и во корупција, и во транспарентност, и во комуникација, и во постигнувањата, нели вреднување на постигнувањата. И еве тоа би бил сет на теми кои што не се вклучени, а се од клучно значење за учениците, бидејќи на тој начин тие се формираат. Тогаш ги стекнуваат првите искуства. Што значи наставник кој што е транспарентен при оценувањето, што значи наставник кој што ги вреднува постигнувањата на учениците. Они го живеат тоа во училиштето и како ние ќе се поставиме, како ќе ги разработуваме тие теми, понатаму ќе зависи и како тие ќе се формираат и како личности, и како ќе делуваат и самите во општеството. Што значи фер надпревар, без врски, без да. Мислам, најболно е кога они нели на тие години ќе воочат што значи врски, ќе воочат што значи поправење оценки, и тоа е нешто што нели се вградува во нивниот систем на вредности, да они утре не веруваат ни во транспарентност, да не веруваат ни во чесен пристап, во вистинитост и така натаму. Тоа е моето мислење. Значи јас сметам дека како тема нешто или како содржина, таа развивање на, нели, отварање на овие теми и развивање на граѓанска свесност. Затоа свесност или свест, не знам сега терминолошки. Значи, го немаат они искуството што значи граѓанин. Многу повеќе сме ние оптеретени со други типови на припадности, а граѓанскиот концепт е многу малку застапен за жал. Училницата треба да биде на агора за структурирана дискусија и на тешки и на полесни теми. И ако не секој ученик има можност да дискутира работи што го засегаат и работи што можеби не го засегаат директно, но заради
тренирање на критичко мислење треба да го засегаат или да биде дел од тоа. И тука е улогата на образованието, на сите да им овозможи еден минимален стандард, како што им овозможува минимален стандард сите да знаат да пишуваат и да читаат и да знаат кој е Гоце Делчев и така натаму, така минимален стандард треба да биде и некој основен бонтон како се дискутира и што се дискутира и како се сослушува другиот, како се мерат аргументите, како се дискутира врз база на докази и аргументи. За жал тоа многу малку е присутно и тука мислам дека тука и контроверзните теми треба да се одработуваат. И меѓуетнички односи, и односи со соседите, и разно ранливи групи, однос кон ранливи групи, помалку застапени групи. Па може дури некои прашања кои можеби во моментов не се прашања што ја засегаат младината денес. Например, едно од такви прашања кое секогаш прокси добра тема за дебата е прашањето за еутаназија, доброволна смрт. И сега, значи, тоа е добро е ако таквите дискусии се случуваат во училницата, тоа ќе ги стимулира интересите на учениците, ќе ги натера да истражуваат малку повеќе надвор од школа и така натаму. И тоа ќе изгради не само нивно познавање за одредени работи, пошто нашето образование е многу поврзано со тоа да ни даде нас некакви информации што ние треба да ги меморираме, да имаме познавање, па после би било срамота ако не знаеме кој бил прв председател на Крушевска република. Океј, тоа е дел од образованието, но исто така како да ги поврземе тие познавања, да ги ставиме во одреден контекст и да ги аплицираме, да ги искористиме за да формираме наши мислења, наши гледања на работите, кои се базирани не на нешто, на некоја полувистина, туку базирани на академско знаење. Академско знаење, проверено знаење кое, не избегнувам да кажам апсолутна вистина, но знаење кое е потврдено низ академски процес, базирано на докази и така натаму. Океј, фала ти. И последно прашање, Ана, за тебе. Кои се вака чекорите кои што треба да се направат за да имаме квалитетно политичко образование? Бидејќи само ако го смениме учебникот и ставиме теми, според мен не сме направиле ништо. Тоа е исто како да правиш реформа, нели? Го менуваш системот, ама само менуваш учебник. Што е другото што треба да се направи? Јас во што верувам и го гледам на терен, мислам, многу години имам искуство, е оној дел на поддршка на ученичката заедница. Значи, нема друг начин, мислам, еден е начинот, нели, структурно тоа, меѓутоа во секој училиште може да се работи со учениците за зајакнување на тие нивни демократски капацитети, најмногу во делот на нивна поголема вклученост во училиштето, нивна мотивација да преземат одговорност за своето школување, за организација на наставата и така натаму. Значи, сметам дека работата со ученици практично на терен може да даде многу добри резултати во очекување или додека да структурно, нели, во образовниот систем, нашиот образовен систем е таков да бара, нели, прецизна, јасна структура и дека тоа е таа линија на која што може да се работи на терен. Јас веројатно одавна сум се откажала од верување дека, мислам, сакам повеќе да верувам и повеќе ми е видливо работата со ученици, за разлика од работата со наставници, бидејќи тие многу потешко влегуваат во промени. И тука работам директно на поддршка на учениците и секако исто моите искуства на таа спрега училиште и невладен сектор, кој што на еден интересен начин преку проектни активности, проекти, кај што се вклучуваат дел од учениците,
дава добро искуство, влијае на тоа да учениците усвојуваат и вештини нови и се мотивирани и на еден за нив можеби поблизок начин вежбаат на некој начин такво ученичко учество и вклученост. Да, сега баш ми текна од друга страна, влезот на невладините организации во образовниот систем е многу тежок. Вие за да добиете дозвола од МОН за да реализирате некој проект ќе помина 3 до 4 месеци, што веќе е изгубена иницијативата за да треба да чекаш 3 до 4 месеци, а тебе може веќе нешто ти почнало, што е доста голем период за да има интеракција помеѓу формалното и неформалното образование. Така што според мене тука треба да се олеснат околностите за соработката, бидејќи невладиниот сектор е некако поотворен и дава можности за децата за да спијат работи кои што не можат да ги направат во формалното. Мислам дека формалниот образовен систем и институции кои што се поврзани со ова ретко и препознаваат кој е значењето на невладиниот сектор и таа соработка помеѓу учениците и можеби и самите немаат доволно капацитети да направат проценка, да донесат одлука и да поддржат невладен сектор, туку пак е тоа се врзано со тие отпори кој, како и што, и за сметка на тоа многу често се случува да во училиштата многу иницијативи кои што биле добри не заживуваат и не продолжуваат. Истото прашање за тебе, Боријан. Што е тоа покрај промената на учебниците и воведувањето на up-to-date теми и концепти што треба да го направиме? Ајде вака, еден земски и еден фантазерски одговор. Иако можеби двата се фантазерски, се зборувавме за односот на партиите со политиката и тоа како сакаат партиите да преземат целата политика. За жал, исто така, голем дел, не знам, немаме податоци за тоа, еве јас да не видам како јас да го пропагирам, да го правам тоа што го пропагирам. Немаме податоци, но заради фактот дека вработувањата во јавниот сектор се многу често партиски поврзани, бидејќи образованието е еден од, ако не и најголемиот јавен сектор, голем дел од вработените во образованието се исто така партиски членови. И сега тоа не е ништо лошо само по себе, лошо станува во оној момент кога одредени партиски политики ќе бидат некритички пренесени во образовниот процес или кога ќе се ограничат можеби одредени иницијативи ученички по партиска директива. Немам сега во моментов примери, можеби тоа и не се случува толку често. А и ние можеби не го гледаме. Можеби и не го гледаме. Не сме можеби е тоа и нешто што кога зборуваме ние за образование, има стотици училишта во државата, значи не можеме ни да знаеме што каде како се случува, но мислам дека таа една департизација на образовниот процес или барем ставање на некои малце појасни граници, каде треба да биде непристрасен професорот, а каде надвор од работно време може да биде или да агитира партиски така натаму, но и тоа надвор од работно време, колку е тоа етички, колку не е, тоа е нешто што мислам дека треба во иднина да ни биде малце повеќе фокус. Повторно ќе кажам, не е нужно лошо некој да биде општествено и партиски ангажиран, но да ги декларира својот судирни интереси и така натаму, тоа е многу важно. И една многу, ајде да кажеме, пофантазерска идеја, а тоа е дека предметот политичко образование јас би го крстил одговорност и солидарност. Одговорност заради тоа што како општество кое природно припаѓа на Јужна Европа, каде што има многу влијание на семејството, позитивно, но некогаш и не толку позитивно врз младите, каде што младите си селуваат од дома во своите 30 години и така натаму.
И поради тоа што ние сме општество посткомунистичко, каде што улогата на државата била таа да биде провайдер на многу работи. Значи, тие два фактори ги прават, негативно влијаат на квалитетот на општествена и индивидуална пред се одговорност на поединците во општеството. И мислам дека низ политичко општествено образование треба да се подигне и пред се индивидуалната одговорност и за нашите животи, но и за заедницата. И тука доаѓаме до вториот елемент, солидарност. Иако Македонија била дел од источниот блок, каде што номинално бил дел од тоа дека солидарноста, братството, единството се некоја значајна вредност, за жал, низ транзицијата и во денешниот вулгарен капитализам во кој живееме, ни недостига солидарност, ни недостига да се грижиме за послабите, и ни недостига тоа да биде на едно повисоко системско ниво. И јас мислам дека од символички причини, но може тоа да биде убаво, елегантно вклучено и во курикулумот образовен, доколку еден ден има предмет политичко образование и сакаме тој предмет да го оттргнеме, тоа не се тој негативен контекст дека политиката е нешто прљаво, нешто корумпирано, нешто што не се замарам со политика и така натаму, доколку и дадеме една благородна вредност на политиката, може да биде уште еден добар поттик за младите да бидат подобри личности, подобри граѓани и така да изградат и подобри институции, подобри заедници и така на еден елегантен, подолгорочен начин да придонесеме кон јавното и општо добро. Баш убаво го заврши ова како сумација. Ке речев и подобри поколенија после тоа да остават. Тоа е ефектот вака. Да. Али супер, да. Фала ти многу. Фала ти тебе, Ана. Мислам дека насофме многу убави теми, многу интересни теми кои што не се зборуваат. Така што овој подкаст не е само за млади, ова е и за луѓе кои што се во образование, кои што се политиколози можеби. Благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе се видиме во некоја друга прилика, ќе бидеме во контакт секако во секторот. Благодарам за вашето внимание и се гледаме на следниот подкаст на Лид.